Вие сте со програмата на КТВ, емитуваме вести. Во завршна фаза е реконструкцијата на главниот цевковод за вода за пиење на потегот Страгово-Крњево со полиетиленски цевки во должина од 6,5 километри. Во рамки на проектот ќе се изгради и нова хлораторска станица. Ова е прва реконструкција на овој дел од системот по пуштање во употреба на системот за водоснабдување Лукар. Проектот е финансиран од Министерството за транспорт, а финансиската вредност е 20 милиони денари, информираат од локалната самоуправа. Градоначалничката на Неготино Марија Нацева со полна агенда редовни обврски, но и неформални настани. Во сопствената агенда посети неколку винарии, ловџиите од Војшанци, беше дел од планинарска тура и уживаше во фолклорен концерт. Во рамките на неделата на виното се одржа трейл трка во село Долни Дисан. Трката има за цел да го промовира винскиот реон на Долни Дисан, но и туристичките предиспозиции на општина Неготино. На седница на влада беше донесена одлука за измена на исплаќањето субвенции. Сојузот на синдикати на Македонија ја блокираше владата и побара таа да предложи измени на законот за минимална плата, со кој ќе се зголеми минималната плата на 600 евра, а сите останати плати за 100 евра. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов рече дека има време за договор до крајот на февруари, но потоа, како што најави, ќе следува генерален штрајк и работнички протест, а не ја исклучува и можноста за таргетирани блокади и во други градови. Додека граѓаните едва и врзуваат крај со крај, додека владата одбива 600 евра минимална плата и им крати 40 милиони евра на земјоделците, премиерот се луксузира со владин авион врз грбот на народот, рече на денешната пресконференција Богданка Кузевска, портпарол на СДСМ. Владиниот авион е користен исклучиво во согласност со прописите и актите за негово користење, согласно правилникот за условите и начинот на користење на истиот. Секое користење е евидентирано, документирано и предмет на институционална контрола, велат од владата по пресконференцијата на СДСМ. Пратеникот Бојан Стојановски на денешната пресконференција изјави дека владата во изминатите 2 години реализирала серија зголемување на платите во јавниот сектор и дека тие, според него, се значително повисоки од барањата што синдикатите ги поставувале додека партијата била во опозиција. Македонија во Б сегментот од Лигата на нациите ќе игра со Швајцарија, Шкотска и Словенија. Нашиот национален тим ќе одигра 2 средби на крајот на септември, 2 на почетокот на октомври и 2 во ноември. Утре времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а температурата ќе се движи во интервалот од 3 до 10 степени. Емитувавме вести, имајте пријатна вечер.